Значи, фала ти што толку убаво ја најави ти емисијата, нема потреба јас од друга најава. Ова е снимано? Да, Браво. да. Па кога, леле, крадливци сте. Ако, јас сакам така. Зарем има поубав почеток од ова? Да. Особено што се собравме за убав ден за Свети Трифун. Така, да. Што почнавме да збориме За дали празничен треба да ден. се слави тоа или Свети Валентајн. Од кога почна да се слави Свети Валентајн. Мислам дека кој е со мене во студиото во кафана во мојот втор дом Трн, не мора ни да кажувам, Благица Павловска и газдарицата мега царица Магдалена Таневска. Јас мислам Мега прво да царица. наздравиме. Ова беше најава, благодарам многу. Значи, девојката која владее со атмосферата во овој преубав објект. Во објект каде што може да се изразат сите чувства. Поготово љубовните чувства. И сите луѓе. И луѓе, да, точно. Ке наздравиме на почеток Да, секако, за да. Сопот. Да споменеме нашата пријателка Зденка од Сопот. Да. За убавото многу вино. години. И за За многу убавото Благодарам вино. на убавите зборови и за Нека е убавото честит вино. празникот. Нека е честит празникот. Да се умножи виното, лозата да се умножи. Да. И виното да се умножи. Родот да се умножи и да се да има мир на земјата. Да владее љубовта. Да нема глад и да има многу соживот меѓу нас сите. Тоа некако го заборавивме. Годиниве ни ви се чини така? Виде, јас имам една песна, јас имам многу песни. Една од тие насловена е како Бидермаер. Многу е чудно е што е така насловена. Пред години ја имам снимено и темата, а всушност кога пишувам текстови, некогаш имам повеќе наплив на текстови да се пишуваат и кога сакам да напишам нешто. Ми помагаат моите поддржаватели од небото, бидејќи јас никогаш не сум сама. Денеска всушност си слушав повеќе, има на YouTube, за Бог и за нас. За оние што се одбрани, без обзир на се, не мора да значи дека другите се отфрлени. Ама секако Бог се ги одбира оние што треба да си ја вршат својата мисија во својот живот и да се разбудат. Тоа не може одеднаш, нели? Треба време во годините. Не е исто, различно е во секоја декада 10-20 години, 30 години, во 10 до 20 се осознаваме самите себе си. После 20 почнуваме да љубиме, да сакаме да го осознаваме светот. Тоа пак се зависно каде сме и дали имаме можности. Од 20 до 30, па од 30 до 40, сите декади се различни. И тоа е добро, како поминува, така ние растеме. Не знам како е кај другите луѓе, меѓутоа верувам дека е така. Затоа што не може да биде исто. И кога ќе каже некој, сега, например, по замашните години, јас би сакал да се вратам во младост. Јас не би сакала да се вратам. Јас си ги сакам сите години. Секоја доба си носи нешто, секоја година си носи... Не можеш да имаш зрелоста која имаш во подоцните години, а во тие години имаш други лекции и други искушенија. Јас исто тоа го помислев кога учиш. Затоа сме до таму кај што сме, затоа што учиме во животот. Многу јасно. Значи, јас исклучиво се разбудив некако. А не дека покасно. И порано било тоа, дека сум ги имала тие чувства
дека поврзани сме со Божјата милост. Ако навистина Бог ќе те предодреди за своја мисија, и верувам во тоа. И тоа вистина е така. Многу интересно што денес го слушав тоа, беше уште во стомакот на твојата мајка Бог ти предодредува твоја мисија и што ќе бидеш. Например, тоа за мене ми се случи уште од мала почнав да пеам. Смело пеев. Мислам, со другарките бевме надвор во тоа време. Се дружевме, пеевме многу често. Може би не беше тоа професионално, ама важно пеев. И тоа ми е потврда ден денес, не можам да го потврдам дека всушност Бог ме благословил да бидам она што сум денес. Со тоа што сепак години треба да растеш, духовно да растеш. Ма треба работа. Да. И духовната работа е работење. Да, Бог те благословува, ама ти треба да работиш. Да работиш. го искористиш. Тоа исто, јас не се напив на здравје. Малку, да го пробам виното. Прекрасно е. Прекрасно. Навистина има таков шмек, како што рече. Навистина, браво. Значи, растеш духовно и осознаваш повеќе. Различно е во младите години, на поинаков начин. Ама кога ќе дојдеш на овие, многу поинако. Јас имам многу големо искуство за себе, така да и ми е драго што е тоа така. Може би некој поинаку ќе го толкува, меѓутоа јас го толкувам така. Од мојата генерација, во времето кога сум почнала да пеам, во тоа време беше за време на Југославија. И имаше многу јаки вокални солисти кои пеа. Тогаш пеевме по хотелите, настапувавме по месец-два и имавме концертна агенција преку која ние имавме договори и каде што одевме по месец, два, три, зависно како те сакаат и ќе останеш и подолго. И се сеќавам, доаѓаа од Србија пеачки и пеачи кои беа многу квалитетни во тоа време, со што порано се пееше програмска музика. Не она што ќе побараат гостите, имаше и таков тип на работа. Значи, повеќето пеевме. Едноставно градиш некоја концепција на песни, дали се староградски, дали се романси, дали се вакви, дали се такви. И всушност јас ја креирам вечерта со мојот репертоар. И сакав да кажам дека многу поголеми квалитети имаше. Може би тоа такво било времето, за разлика од денешните времиња, како се третира тоа со голем респект. А јас тогаш бев во подем да научам, што бев млада, и научив. И слушав многу музика, патував со телевизорче, грамофон и со пеачи што од времето сме ги слушале, Оливера, Катарина, Оливера Вучо, сите тие пеачи во тоа време што биле актуелни. И беше сосема нешто друго и секој ден ги слушав едноставно, за да ги крадам тие стилови. Тоа беше не буквално да ги крадам, колку повеќе слушаш, кога си помлад, упиваш. И едноставно полека се градев, се калев.
И тоа ми е многу драго. Се ден денес кога ќе се сетам на тие времиња, дека тоа сум го правила. А никој не ми кажал што да правам. Него сум добивала некои своји информации од времето, сакам да кажам уште, дека некој ме водел. Што треба да правиш за да се искалиш и да бидеш и како личност, и како пеач. Како да се однесуваш, како да се движиш, како да зборуваш, како да најавуваш. И може би толку не колку што сега зборувам. Некако се збогатив со едноставно со искуството и годините. Кога ќе застанеш на сцената, сцената е фасцинантна. Таму е нешто друго. Само што ќе застанеш, тоа исто и сега кога зборуваме. Сега сме во онаа димензија. Затоа што сето ова што се зборува, оди таму каде што треба да се слуша. Кога ќе застанеш на сцената и кога ќе се навикнеш, тоа е чудо. Ако поготово си створен и си роден. Значи, во тоа време, може би јас не сум се движала, но се додека ја добиеш слободата на движење, тогаш можеш да се контролираш, сакам да кажам, да ги контролираш своите постапки и своите движења по сцената. Што е тоа многу битно. Меѓутоа се години во прашање, има разноразни атмосфери, разноразни градови. Бев во Белград, бев по Србија, по многу места каде што се надополнував. Едноставно тргнав и така ме водеше ангелот мој, чувар секако, по моите патишта. Ја спомена слободата. Колку имањето на, ајде да кажем, и апсолутна слобода, добивање на апсолутна слобода, и со искуството што си доаѓа, и со крадењето од секој, затоа што и Пикасо кажал дека добрите уметници создаваат, а најдобрите крадат и впиваат од сите. Колку е тие слободата важна? Колку слободата тебе те прави уникатна, бидејќи не може некој толку време да обстои, толку да е сакан од различни генерации, ако не е слободен човек. Токму затоа започнав од оној момент кога запознав и слушав предобри пеачи. Се восхитував и сакав да го постигнам својот квалитет, својата интерпретација, затоа што јас не бев совршена во пеењето. Совршенство во пеењето нема. Но може да се изградиш, да се надоградиш во однос на интерпретацијата и како во однос на твоето однесување и твоето држање. На еден настап, и токму пред малку ги спомнавте ромите, морам да се навратам. За прв пат ме однесува во Италија, во Фиренце бевме. Таму ромите живеа во приколки. И со цела група бевме, јас пеев и уште некој пееше. Тогаш бев исто млада и пеев. И некој ми приде од ромите и ми рече: многу убаво држање имаш. И да не ми кажеше, може би јас тоа не ќе го знаев. Ама тоа е некој природен феномен во тебе, кога се качуваш на сцената, не е исто. Значи, не е исто вака кога сум дома. Дома сум, не знам јас да бидам поинаку. Или кога излегувам, може се тоа нормално седиш, да бидеш пристоен. Ама кога, јас затоа реков, сцената е нешто совршенство. И ти тука се преиначуваш. Си друга особа и внимаваш на твоето држање, што е многу битен фактор. И ги спомнав колегите што ги слушав,
Не знам што се случи со нив, но знам дека многумина од нив не се. Предноста што ја имам, значи дали некој починал, дали се разболал или така натаму, предноста што јас ја имам во својата одговорност и своето оградување и контролата над себе, дека сум успела да дојдам до овој врв. Мислам, врвот на исполнувањето, кога ќе дојдеш на естрадното небо, каде што се звездите, и кога ќе успееш во тоа, значи, Бог ме водел. Значи, Бог мислел за мене. Додека, кога започнав официјално во македонската естрада, јас бев во Сараево. Значи, од таму се вратив. Од таму не сакаа да ме пуштат. Но за жал, пред да почне војната, моравме сите да се вратиме кој од каде. Бидејќи беше тогаш се случија многу нешта околу националностите. Не дека јас тоа не го доживеав никогаш. Но тоа видено вака од страна, така и беше. Затоа и се случија тие војни. Јас бев многу добро прифатена во Сараево. Отидов како случајно да се сликам. Требаше во тоа време да снимам со Халид Муслимовиќ. Он имаше студио и требаше да ми спрема материјал. Ништо. Јас се појавив во еден ресторан со колегите, тогаш беше и Ферус таму присутен, Хака Палдун пееше. И јас тогаш работев турбо би рекла. Значи пеев. Учев песни, таквина, се што беше актуелно го учев. И пеев. И сакав да го доловам онака како што треба да го доловам, да звучи да бидам близо до оригиналноста во пеењето. Со тие години на работа успеав, бидејќи слушав многу музика. И така беше тој момент, пееше, гостуваше Ханка и гостуваше Ферус. И гостуваше композиторот на Ханка. И мене ме представија дека сум од Македонија. Ферус, така како што знаеше во негов стил, Бог да го прости. Ова е наша певачица из Македонија. Така во негов стил. Така во некој негов стил. И он ми се обрати, композиторот. Ја може ви да отпевате нешто? Кажам, што ќе сад ја да певам каде е Ханка ту? Имав исклучителен обзир и поштовање и респект кон пеачите, затоа што тие беат звезди веќе. А јас не бев се уште, јас бев популарна по кафаните тогаш. Многу. Ама се уште и сакав да стартувам, да снимам за да не да станам звезда. Не размислував така. Него размислував додека сум во таа фаза на добра и врвна интерпретација, да влезам во студио, да оставам дел од себе, што е тоа нормално кај сите пеачи. Не се сите исти, секој е различен, секој носи нова енергија, нешто свое. И што се случи, јас пеев, вечерта ме дигнаа, не можам да кажам сега да се правам важна дека не сакам да пеам. Нели, го земав микрофонот и како го земав, така почнав, бев со фул енергија. И кога испеав неколку песни, што беа во тоа времето актуелни. Сеќаваш кој? Луда главо још те волим. Од Шемса, од Драгана Мирковиќ, Мило моје што те нема, да Јужни ветар. Да.
Значи, тоа што беше актуелно, тоа го плака. Целосно го носев. И тогаш седнав и газдите беа 4 браќа и имаше шеф во салата. Може ли да доđете да се договоримо нешто? Предпоставував зошто. И отидов да седнам со нив и вака ми рекоа: ти не идеш одавде, нигде. И јас почнав да се смеам. Ми беше смешно, зашто јас не дојдов да пеам во ресторанот. Дојдов да се сликам. Имаше еден сликар што во времето ги сликаше сите пеачи, слайдови правеше, тогаш се правеа слайдови. И да се сликам ја и воедно и бев сликана, веќе се сликав. И вечерта бев таму. И века: ти не идеш одавде, реци колико треба да ти платимо и за колико би радила да останеш овде. И сега мене тоа ми дојде така симпатично, не дека јас немав работа. Значи, останав там. Одлучив да останам, ми дадоа хотел, сите услови ми ги дадоа. Значи, она што побарав, тоа и добив. Имав третман како никогаш на светов. За мене Сараево никогаш не биде заборавено, затоа што Сараево имаше на времето душа која никаде ја немаше во однос на живот, на музика и така. И тогаш од таму останав. Работата им се подобри, слайдовите ги искористивме за реклама. Јас имав некои фотографии така интересни, беа со косата млада. Мислам, јас и сега сум млада, ама добро, тогаш беа тие малку помлада. И пишуваше во рекламата: Сараево то ни видело, ни чуло. Ете така одеше. Ако ќе ја прочиташ таа реклама, треба да ти, значи мора да ти биде јасно зашто се работи. И тогаш они се разработија. Обично кога ќе влезев од врата од хотел ме зима, ме враќа, имав таков третман, то чудо беше. Кога ќе влезев, едниот газда што беше како главен и ќе ми речеше: Деси Тито, така во свој стил. Порано, во времето за време на Југославија, Тито беше Тито. И кога ќе поистоветат некој со Тито, значи врв. Така некако ги третира некои луѓе, така и мене. Деси Тито. Ке влезам и пуна сала. Значи, они почнаа да работат лудо и незаборавно. А јас се чувствував најдобро, не дека на други места не сум. Тоа ми остана во сеќавање. Се додека не почна војната, и тоа беше тамо 92 или 91 тука негде. И тогаш јас се спакував. Но пред да се спакувам, бидејќи Шемса живееше во Сараево, доаѓаше често пати на музика и сакаше да ме слуша. И се дружевме на некој начин. Бевме запознати, се дружевме, а јас ја обожавав незините песни, многу ги пеев. И воопшто немав страв да ги запеам. Значи, види, кога е оригиналната особа, ја гледаш, не ме плашеше тоа затоа што ја бев сигурна во тоа што го правам. Од тоа време. Што често пати знаев да испеам незина песна. Обично, например, мои песни, да се навратам во денешно време, пеа доста. А јас никогаш не сум слушала некој да ме долови енергетски
И во бојата се. Јас во бојата се разликувам од сите, секако. А која песна најмногу сака да ја пеа цело Скопје? Па да, јас имам неколку, например, Магија, Стамбул град, Чукај срце, цело Скопје. Има и други песни кои ми беа актуелни, нели, во некој период кога излезе тоа CD со Добро утро Македонијо. Значи, не можам душо да не ја заборавам. Значи, и Шемса ми ги донесе, ајде да наздравиме. Уште еднаш. Во името на љубовта и на празникот. Да. Ги донесе Јужни ветер. Да ме слушаат. Ама мене не ми најави дека ќе ги донесе. Сите од Јужни ветер? Миле бас, Перица. Не, Миле не беше бас, Перица и Сава Бојич, гитаристот. Ги донесе и јас пеам. Ја гледам, она доаѓа, ама не ги препознав луѓето. И седувам да се поздравам и они ми викаат, Перица ми викаат, што ти радиш овде? Ништо певам. Ма што, си ти нормална? Што ти радиш овде? Кажем, певам. Ти певаш студиски. Како не си снимила до сад? Тоа студиското пеење, па тоа е тоа што јас се трудев да го доловам. Оригиналното студиско пеење. Не да го пееш само да го испееш, него да звучи тоа како на CD. Песната да звучи како да слушаш CD. И плюс со оркестарот што работев многу долго, и ние ги учевме оригинално песните, да звучат и во пеење и во свирење. И така добив предлог да дојдам во Белград, додека бев во Сараево, и да почнеме да работиме, да работам со Јужни ветер. И ние почнавме. И отидов во Белград, почнавме една песна, две, пукна во Словенија. Тогаш таму, нели од таму нешто и започна. И сите паднавме, ни паднаа сите надежи и се што планиравме или размислувавме дека ќе биде нешто екстра, како работевме, така и престанавме. И тука после И јас од таму се вратив во Македонија, си ги спакував коферите и се вратив во Македонија и отидов во македонска телевизија. Кај Мате Груевски, Бог да го прости, 92. И земав од него песна. Побарав, добив и тогаш точно Цветници требаше да се одржи 92. И јас тоа вака си го протолкував. Можеби не успеав да на ниво на Југославија да постигнам нешто, ама морав да се вратам по Божија промисла. Пак го поврзав со Бог. Дека Бог ги направил тие планови. Ке дојдеш во својата земја и тука ќе отпочнеш со своји македонски песни. Така и беше. Која беше првата? Првата песна беше Доста ми се лажни ветувања. Да, една убава македонска беше таа од Мате Груевски. Се сеќавам, он доста долго, а претходно 90-та година има тие први песни што ги сними во студиото во македонската, беа две ромски песни. Пошто уште да се надоврзам. Кемано Башал и една Джулиета.
Тие ми беа први... Преработки никој за тебе напиша ромска песна? Текстот го пишуваше, како му беше името, беше тогаш градоначелник во Шутка. Кемано Башал се вика песната, таа многу стана популарна. Другата пеена песничка, ама не снимена. И така тие две песни ги снимив, и ги снимив многу брзо и многу добро звуче. Ето беше првото влегување во македонската радиотелевизија, во студиото, кој беше најдобро студио на целиот простор на Балканов. Најдобро студио, што веќе сега не е. И не мислам продукција толкава. Да, ама тогаш беа во подем, значи тие две песни 90-та година. А Мате Груевски ги слушаше постојано тие две песни, за да си ја долови атмосферата. Он не беше свесен како ќе испеам неговата песна. И за среќа, јас ја испеав, доста ми се лажни ветувања, така достојно да ликува на македонска песна. И тоа му беше многу драго. Таа песна не е од тој тип на овие што се хитовски веќе, ама е квалитетна песна со одличен текст и со одлична музика. И во тоа време. И он беше презадоволен. Па потоа, тоа беше 92-та, па потоа беше на Баландово Или Аморе Делија, и таа беше актуелна песна. Да 93-та година Фис ми се јави. Јас тогаш живеев во Кисела Вода и бев поблиску до неговиот дом. Ми се јави и рече дека има преубава песна, да дојдам да ја слушнам. И така јас отидов да ја слушнам песната и ја прифатив како таква. Беше многу емотивна, јас тогаш бев емотивно погодена, имав една љубов, што не е тајна, се не ги страше да... Не е страшно ако споменам. Значи, а интересна работа, кога јас во целава моја кариера имам успони и имам падови, емотивни, можетоа љубовни, да кажам. Зашто цел живот се трудам да имам вистинска особа околу себе. Може би јас сакам совршена. Совршенство знам дека нема. Никој не е совршен. Ама има некои основни непишани закони. Единствено што Бог дал заповест и неговите заповести. Да не лажеш, да не крадеш, да почитуваш, да го сакаш човекот покрај себе, да не го изневеруваш и така натаму. Јас интересна сум кога сакам онака, како би рекла, до смрт. Ама, ако ме изневериш, одма те отсакувам. Мада некои викаат дека не можеш да отсакаш ако сакаш. Можеш да отсакаш. Мама, ако те повреди, како можеш да стане? Не можеш да сакаш. Значи, ете тоа некоја таква, да речам, авантура, да ја кажам, авантура. Моменти, дел од мојот живот. Значи, таа песна токму беше за тој момент и за таа атмосфера. И затоа кога влегов, ја испеав од срце. Тоа беше страшно нешто. Мислам, таа песна беше прво па мушко, како викаат.
Јас не бев ни свесна дека таа песна ќе биде со таков подем прифатена и кога испев на првата вечер, имаше Цветници две вечери имаше. Бидејќи имаше многу пеачи, зборувам во 93-та, бидејќи имаше многу пријавени пеачи и не сакаа да ги вратат, во подем дојде македонската песна за да се збогати фонотеката со повеќе нови песни. Имаше 2 вечери по 20 и не знам колку пеачи. А јас првата вечер пеев и излегов, плейбек се пееше. Излегов во една сребрена халина што си ја купив во Канада. И косата ми беше подигната. И испеав песната исто како во живота ја пеам. И на таа истата песна клекнав доле кога го пеев крајот. Од тие силни емоции што ги носе во себе. И публиката збесна. Мислам, тоа беше за мене, пак ќе кажам, не бев ја свесна колку што другите беа. И заврши тоа вечерта, па другата вечер и требаше награди. И Славе, Бог да го прости, од Аурора, он го организираше Цветници во тоа време и дојде ми вика Благица, имаше он некој свој стил на израз кога нешто е добро. Ги утепа. За тебе сите гласа. И така, и тоа ми беше како најава дека јас треба да добијам од публика. Не зборувам од жири. И втората вечер не пеевме ние, пеа другите и се делеа на наградите. Сите добија, само јас не добив. Заборавија на мене, на мојата песна од публика што сум добила прво место. И тоа беше толку тогаш прв пат јас се соочив со тие неправди, бидејќи никогаш не ми се случило да барам некоја привилегија или да се наметнам. Јас знам што пеам, како го презентирам. Другото е на тие што треба да проценат. Нели треба публиката, а потоа публиката многу добро ја прифати песната. Бомбастична. И сега јас ништо останав така. Си ги земаа наградите, добро. Си отидов дома и малку си изнаплакав. Ем што емоција, ем што песна, ем што ова. Од сите страни по нешто. Од сите страни. Се додека од следниот ден не почнаа телефоните да звонат. Телефонот. Те барао. Од Македонија, од таму, од ваму, од таму. Песната ја вртат, ми ја пуштаат. По радија? Луѓе, лично колеги, пријатели и луѓе што не ги знам. И тогаш сватив дека она што е добро веднаш оди во етерот и се слуша, и се сака. Наградите, бака, онака, си земал, не си земал. Тоа, пази, тоа е до ден денес така. Секогаш кога сум требала да земам награда, кога очекувам, не сум ја добивам следниот пат. Ама тоа не е тоа. Ама добро, важно сум добила. Да. На филиграните сум добила почесто награди. Не било тоа со закаснување. Ама имам песни. Стварно имам многу песни. Значи, од 92, значи, како го спомнав тоа, кога стана Не можам душо да те заборавам, мега хит. Значи, луѓето сега коментираат. Да, ама со една песна, што ќе направи? Демек една песна. Ја влегов во студио, се заангажирав,
93-та, 4-та, тука негде, 3-та, 4-та, одма ги ангажирав композиторите, песни, текстови, музика. Одма направив, избацив CD. Во тоа време имаше касета со повеќе песни. Како во тебе аз да погледнам? Не можам душо, за богатство срце не би дала. Во тоа време пуста да е војната. Зарем немам устни јас за љубење? Има уште многу песни. Око моје бисерно. Сакам да кажам во тоа време. Одеднаш направив повеќе песни. За да имам, ама не само за да имам, него да се добри песните. И сето тоа ми се даде во тој одреден период и верувам дека е тоа по Божја милост. Она што сум требала таму, а не сум го завршила, сум го завршила тука, каде што сум требала да го направам. И така често пати размислам дека некои нешта и да сакаш да ги форсираш, а нема да ти се остварат. Или било што, било која насока, било што да е, за нешто да завршиш или нема да ти се даде. Ова ми е подсетување, ова денес го слушав истото што мене ми се случувало. Знаеш, кога ќе се пронајдеш во таа Божја, во Божје предание, Божја мисла, дека ништо не можеш присилно. Го правиш во време кога ќе ти биде дадено. И на вистина. Ама јас пред да дојдам во Македонија, во Швајцарија снимев еден албум. Во Швајцарија претходно пеевка во еден преубав ресторан и тамо го држа исто босанци, четворица браќа беа истони. И во тоа време кога пеев тогаш со мојата колешка Барбара, бевме заедно, она беше таму веќе. Исто беше пред да започне војната. Ама тие беа презадоволни од мојата работа и од моите настапи. И кога отпочна војната, јас бев во Канада, па се вратив во Швајцарија во Швајцарија се вратив. И газдата ми понуди, Благица, можеш да снимиш во моје студио, он отвори студио, бидејќи сите од Босна беа излезени. И он направи студио за да можат да снимаат песни босанците додека трае војната. И мене ми даде привилегија, ме почасти да го снимам тој албум. Птичица. Не знам, вие може би не сте ја слушнале. Тие исто песни ги снимав, но бидејќи дојдов во Македонија, јас не можев да ги презентирам од причини затоа што јас веќе отпочнав. Почнав со голем хит. Многу нешта се сменија во меѓувреме, што јас не можев да постапам поинаку. Значи, веќе се распадна Југославија. Така природен след на нешта било. Да, баш. Не беше тоа по наша желба, по нечија, не знам по чија, како и да е. Ма важно дека... Јас ја држам чашата. Да. Битно е дека нештата си се движеа. И јас почнав да го работам материјалот, ги снимив песните, пуштивме реклама и тоа беше бомбастично. Касетата беше прифатена лудо. После тоа ја снимив следното CD, Влюбена јас сум жена, Стамболград, Ајде мазиме, ајде пазиме. И ми се насобраа доста песни, така да реков. Сега имам подобра стратегија.
Затоа што во тоа време ме повикуваа да гостувам, да пеам. И веќе имав со што? Имав свое оружје, како викат, имаш свое оружје за да пукаш, за да настапиш и да се презентираш. Ама во секој случај тие песни Не можам душо, Илија море Делија, Преков пред малку око му е бисерно, уште многу, јас некојаш и не можам да се присетам толку колку се имам песни. Дали може сега да направиме на пауза со оваа увертира за твојата кариера и за патот и многу информации што богами не знам дали ги имам некаде слушнато, јавноста дали ги има слушнато, па по кратката пауза да продолжиме да зборуваме за значењето на празникот, за твојата песна што е за лозарите. Така. И општо за љубовта во секаква форма што е инспирација на сите нас. Така, јас. Па најверојатно кога бев помлада, читав многу љубовни романи. Можеби тие љубовни романи Некако подсвесно. да се инспирација во моето пење. И како избор на песна, и од она што сум го доживувала, додека сум ги читала тие романи, сум ја доживеала љубовта на вистински начин. Сакам да кажам дека не била сето оно што сум го читал не било се супериорно во нештото, ама владеела и секогаш имало среќен крај. Што е многу битно, нели? Да. Затоа сакам да кажам, видиш, и тоа е што јас имам многу љубовни песни. Љубовта нема граници. Се скрши чаша, па магија. Многу љубови. Многу љубови. Имам уште многу песни, само треба да се сетам. Таман ќе направиме сега пауза и ќе се вратиме може. на по рекламите. Магде, накратко, затоа што е дипломиран етнолог и антрополог, ќе ни каже за значењето на празникот, па ќе продискутираме и твојата песна за лозарите и сите три да споделиме нешто за многуте љубови и за врските. Јас се извинувам, малку може да ве однесов во Ама тоа се моето работи минато. никој што ги нема слушнато. Да. Ама Баш ми беше драго што го слушнав ова, што претходно не сум го знаела, е многу интересно. да, многу Историјатна е, звезда. Да. Што треба да биде запечатено и снимено и треба Така, луѓето да, знаат, да. за твојата Всушност кариера и како твојот- јас тоа сум го кажала во можеби во кратки црти, ама сега малку поопширно го кажав. И што верувам, интересно е, нашите обожаватели, луѓето опште кои се дома сакаат да слушаат, исто и јас сакам да слушам некој кога нешто раскажува од неговиот живот. Мислам, интересни се тие моменти наши кои едноставно имаат друга содржина и таа содржина е искрена и е валидна како таква. Тука нема, тука не знаеш да лажеш, тоа е вистината. Тоа има сведоци кои може тоа да го посведочат тоа. Токму тоа. И драго ми е што ќе се, например, ќе се надоврзиш на празникот. Малку може би се оддалечивме, но има уште време што може да се каже за секој нешто. Да направиме ноживели и пауза за реклами. На здравие нека е. Живи здрави. За убаво. Да се гледаме почесто за убави информации. Да. Сега после рекламите, споменавме на почетокот дека Магде е дипломиран етнолог и антрополог, бидејќи темата на самата емисија е Свети Трифун и љубовта и врските, ама еден интересен детал е целата онаа традиција на обележувањето и дека овој празник всушност во Македонија е ден на лозарите. Што повеќе има околу тоа, а гледам некако дека ние сега луѓе и младите генерации особено не знаат зошто овој празник се слави, Магда. Па,
Да почнем со тоа што мислам дека Свети Трифон некако стана попопуларен од кога ни дојде на гости Свети Валентин. Да, во право се, значи Свети Трифон се верува дека е, нели, помошник на лозарите, на градинарите, дури во некои предели на Македонија го поврзуваат со нели пијаниците, љубителите на алкохолот. Но да, Свети Трифон се слави на 14 февруари и се верува дека дента доколку се подкрастри лозијето, дека цела година ќе има убав голем род, дека ќе има убаво грозје во септември, дека ќе има убаво вино, дека ќе биде плодна годината, дека нема да има суша. Така тоа станато во изминативе години, поточно во блиската наша историја, каде што ете се слави тој ден поврзан со лозарите, со виното, со почвата, со родот. А само се подкаструва тогаш или се пие? Се верува дека се подкаструва, ама да, и се пие. Не. Да, Малце. повеќе се пие него што се Што се работи? не само закројуваат 2-3 лози, да речеме, Да. а другото е во наздравување. Си била Го Магда прават. додека бевте на факултет? Си присуствувала на Го нешто? прават Одевте? адетот Адетот. што се практикува секоја година. Тоа Баш македонски, малце се Да. работи, другото на веселје. да. Па да, види, тоа е добра традиција, одлична, мислам, што ја практикуваат веќе со години. Тоа е неминовно да се случува тоа, поготово во Македонија има Македонија. убава винова лоза, Тоа се како за да се, како што реков ја, да се умножи. Да, да се И на баш. трпеза, Да. и на лозата, и во Убаво. лозијата, Така е, така е. во секој поглед. Убаво интро баш за Да. празникот за Свети Трифон. Ам, Убаво кажано. Ти имаш и песна И на, за па да, лозарите. јас имам, да, песна. Ме инспирира денот и ме инспирира виното е вистината, во виното е љубовта, во виното, виното е се. Убаво е, беше инспирација, тоа беше негде 2014, може јас многу не сум ги презентирала тие песни, бидејќи се наменски и е добро да се пуштат на денот кога е навистина Кога е да се денот, слуша. мислам да слушаме Ама малку. без обзир на се, преку целата година благослово треба да значи и да се слуша. Да. Нема не мора да биде само од тој ден. Цела Македонија живее од своите земји, од своите Поседи од се, да, што од она што го одгледува, од она што го посадува. Се е дел од нашата атмосфера, се е тоа поврзано. Така да идејата ми беше да ја испеам песната. многу убаво. А што е поврзана со Свети Валентајн, да речем. Или Валентајн, не знам како го Денот на нарекуваат. влюбените. Види, Валентајн. па и тоа не е ништо случајно. Во вината е љубов, во виното е љубовта, да. Празника да се слават, вие што славите повеќе? Денот на љубовта, па види сега, и овој празник како што ние го празнуваме и како што лозарите го празнуваат, секако влегува и животот, и љубовта, се е заедно. Наздравуваш за љубов, наздравуваш за здравје, наздравуваш за се она што За работата, за пријателствата. за се, за дружбите, за напредок. Човек може да наздравува за се она што сака и што ќе посака. И во здравицата има значение. И тоа е благослов. Да. Благослов е. Благословите рекоа дека се колку повеќе ги даваш благословите и ги кажуваш некому,
толку повеќе Бог ти придава тебе. Ама не дека тоа себично, јас дека поради тоа го правам тоа, дека во секојдневието во нашиот живот и во нашите дружби и во нашите родбински врски, во нашите пријателски, секогаш кога се прославува нешто, дали е за бебенце, дали е за свадба, дали е за било што, се може да биде повод за наздравување. А се наздравува со виното или со пијалок, што секој љуби, она што сака по избор. Ама виното е, на вистина, во виното е вистината. Магда, дали славиш повеќе Свети Трифун или Валентин, како и да се вика кај нас? Не знам, јас мислам дека ги славам и двете заедно. Да, пошто верувам дека едното без другото не може, да. Љубовта иде оди со виното. Така е, да. Партнерска. И да, не треба да се ограничуваме, пошто нели во последниве неколку години, особено помладата генерација љуби да ги слави западните празници, например, кои што не се дел од нашата култура или историја. Ама, например, и тоа не ми пречи, да речеме, во моментов кога кај нас се слави Свети Трифун, зашто да не се прослави Свети Валентин, затоа што тоа е баш убав ден, убав момент, денот на влюбените, каде што се слави нешто позитивно, нешто убаво, нешто значајно за врските меѓу луѓето. Така да и двата празници ги славам. Ти другата подлога го отвори со врските. Во тешката тема. Во длабокото. Кажат Триеска Влагица дека со подеми и падови како што имаат сите нели во животот, како си испеала таа песна, колку црпиш инспирација и си црпела инспирација од љубовта за песните. Затоа што некако ете и во тешки, ама и во убави моменти, но би рекла повеќе во тешки моменти уметниците црпат најголема инспирација и тогаш се најубавите работи ги прават. Јас забележав дека кога сум во некоја даун, како би рекле, атмосфера од нешто, од некои причини, не тоа дека е тоа нешто трагично, ама го преживуваш некако, нели? Тогаш сум најмотивирана за песна, ама за стварање. И сите мои песни што се повеќето истворени, се создадени во одредени ситуации. И тоа е и богати, и испеани, без обзир на моето чувство. Не сум ја даун, јас сум горе во пењето. Носиш нов род, нов плод, нешто придонесуваш. Си придонесувам за пеачите. Песната е рај. Пењето е рајски дворови. Значи, ние што сме навикнати да пееме цел живот, што сме предодредени од Бог, те предодредил да бидеш тоа што си, да ја пренесуваш радоста. Сега понекогаш има и тажни песни, ама добро, и тажните песни имаат свој джеп. Има кај да го ставиш, да ја ставиш негде. Ама во овие сега поблиски минати времиња, јас одлучив да пеам повеќе весели песни. Сакам да си ја развеселувам душата, без обзир како се чувствувам. Ама битно не е тоа ништо страшно, за да сега тоа му давам акцент дека е толку нешто за така. Има црно и бело. Да. Black and white. Да. Значи имаш... Што ќе се фокусираш е твое, да. Не, сум забележала, не е секој ден исти. Па не може, не треба да биде. Чудно е, стварно има. Еден ден таков, еден ден онаков, ама еден ден онака со големо расположение. Сега.
Ако сме повеќе во дружба, во комуникација со друштва, луѓе, се е поинаку. Се менуваат енергии, има многу и тие енергии се во унија во еден момент. Ако тоа се е како треба, ако е тоа весело, сите се весели. А јас знам по својата професија. Например, без обзир на се, некогаш викаат како ти се пее, кога не ти се пее. Не може да не ми се пее. Може јас во претходно да нешто ово, ама кога ќе излезеш и пееш. Ма мора да го трнеш, завесата ја тргаш и готово. Заврши тоа минатото и идеш, гледаш публика која во тебе гледа живот. Гледа љубов, гледа се гледа. Значи не можеш ти, не смеш да ги разочараш. Мора да им ја исполниш желбата и да ги надополниш со енергија. А знаеш ли дека свесна ли си со твоите песни, хитови толку низ годините, колку луѓе направиле свадба, некој некого побарал за Така жена е, како за нова година, раскинал и плачел, почетокот на една од поубавите песни, помина година Не можам цела, да те заборавам, да. Тешка како планина. Има ли поезија поголема од тоа? Свесна ли си колку во секојдневниот живот си на луѓето? Па да, прво сум јас глумица во сите тие песни и јас сум актер кој ги доживува нештата. И како ги доживам, така ги пренесувам. Затоа, секогаш имаме слушатели, оние кои имаат избор. Ти им даваш лепеза. И во добро, и родолюбиво, и песни лични, за брат, сестра, нели така да речеме фамилиарни песни. Има песни општо за животот, песна за земјата во која живееме. Се е тоа љубов, пак. Се е љубов. Љубовта е на различен начин. Доминира на различен начин. Не може да биде подеднакво иста љубов. Кога некој сакаш и кога чежнеш. Така и па и за луѓе има кои патат за, кога одиме во диаспората, патат за својата земја. Да. И они преку песните родолюбиви, Преку Пепи Бавтировски. да, Да го прости за преку неговите тие песни ја доживуваат таа љубов и поврзаноста со својата земја. Што тоа не е ништо не е новост. Да. Таа љубов е распостранета, ама битно е, што е најбитно да има љубов. Јес, тоа ќе го кажав. Најбитното е да Па има. имам, да заборев да кажам има. дека имам пијана од љубов. Да. Пијана од љубов. Па тоа И кој секоја како сака песна- нека си ја свати, дали буквално, дали фигуративно, како и да му треба во животот. Да. Па види, јас, например, сакам секош инспиративно. Често пати, еве, се случи, имавме една забава на мојата слава, и тоа овде во овој простор. Обично јас тоа го претендирам дома, меѓутоа од одредени сега икс причини, некогаш е и добро да направиш промена, за да им пофали на комшиите галама, музика, за да се прашуваат зошто сега нема. А секојаш очекуваат кога е славата, да биде присутна таа распеаност и така малку галама. А се овој пат. Значи, имаше можност и да ми биде гостинка Добрила Чабрич, а Добрила е многу позната, она беше веќе на Никад не е касно и постигна еден врв како 90, тоа беше пред 94 години имаше тогаш, сега 97 години. Колку жената има љубов во себе. Љубов за живот,
љубов за постоење. И во незината кариера и глумица и актерка и пеач и се. Значи, во некојаш во момент ми доаѓа да, и тоа сега почесто ми се случува, да се инспирирам, да започнам некоја мелодија, некоја песна, нешто. Ама нема да ја запамтам ако не ја снимам. И тоа така преку ден нешто по дома, нешто вака и она додека бевме тука во оваа атмосфера, во еден момент ми дојде да и се посветам на нејзе. Значи и убаво е тоа да ми дојде идејата, а потоа идејата се реализира. Значи текст се оформува, убав текст се пишува, музиката и така натаму. Значи, што сакам да кажам дека во секој момент може да се искреира нешто во однос на љубов. Се е тоа од љубов направено. Ништо не е туку така. Мора да постои причина. Да. Некој те мотивира. Едноставно и јас сакам тие такви мотивации кои ми се раѓаат. Ги сакам. Еви ова место е едно од местата што не инспирира. Да. Не, Овој дел од овде подкастот. мене ми се допаѓа. Види, јас сакам вака интимни, топли, со убави луѓе, кога ќе непосредно е, не е официјално. Не дека не сум научена на тие официјални некои нешта и случаи, ама во секој случај јас сум тој тип на жена која сакам така непосредно да ми се случуваат нештата. И да не го сватам тука многу сериозно. Да биде тоа сега. А сега, драги, ова. Јас сакам сама да се најавам. И тоа некако ми е по релаксирано за оние што чекаат да ме слушаат. А друго па што не сум навикната да стојам онака сериозна, сакам движење, сакам да се случува нештото, сакам да кажам, сакам да ги потикнам за нешто, сакам да доловам некоја атмосфера и така натаму. Во секој случај стварно се чувствувам, иако е можеби сега вака како што е ладничко, ама тука кога ќе се соберат толку луѓе со толку енергии загреани и со чашите вино во раце, нема промашај. Значи, и верувам дека еве со тоа што најавивме, нели сега ако смеам да најавам за Валентајн, Да. дека овде ќе се дружиме и ќе биде убаво, специфично убаво и атрактивно и ветувам дека и верувам дека ќе биде најубавата вечер. Ќе биде најубавиот цел ден, бидејќи прво ќе не слушаат, малку ќе одморат и ќе дојдат на Па забава. да, се надевам дека ќе биде така нормално. Види, интересно е што јас, например, кога се снимам за некоја емисија, не се гледам. Ја препуштам да ме гледаат. Оти ако се гледам, ќе си најдам многу мани. Нема мани Само тука. критична сум. Не сум возгордеана, многу сум самокритична. Ама тоа сум јас. Тоа е тоа. Некојаш не можеш да ги пакуваш нештата. И не можеш Се е од себе спонтано. да избавиш. Да, се е спонтано таков си каков што си. Да. А природата си го прави своето. Знаеш, јас сакам да сум секојаш така бедра, кога сум бедра, може да бидам некојаш сериозна, изгледам во лице, а не луѓето мислат дека сум многу воздигната, уствари сум менлива. Ми се менуваат чувствата. Па добро, и тоа е природна работа, не сме рамна линија. Така е. Инаку сакам да кажам дека мислам дека песната е песна за лозарите на право место. Од она што спомнав дека имам доста песни
снимено и изреализирано. И секогаш биле тие песни изреализирани од моје чувство. Дали е тоа Скопје, дали е Магија, дали е Добро утро Македонијо, дали се друго што е. Секогаш, ако треба некој да пишува текст, посочувам тема. Да. Значи, јас сакам таква тема, или па може да се случи да веќе е направена, напишана некоја тема, во која јас веднаш можам да влезам. Да влезам и во текстот, а воедно па и ми се случува да направам некоја музика. Ма не некоја, да доживеам песната. Да. Имам повеќе, значи реков песни кои се трудам да имам за секој наш момент, или е празник, или е некое случување, за да имам за тој повод. Да се И да означи имате да Да. усилието се... за секој повод. Да. Има и публиката. Па да, нели потребно е, затоа што ние пееме за многу разноразни поводи. Значи повод за свадба, за веритба, за бебиња, за ето исто за блага мајка син си родила. Да. И таа ми е инспиративно направена во Австралија за мои пријатели, моја пријателка, кога после толку години она остана во благосостојба, ми се јави, а ние се познаваме подолго време, и само кажа, принцес, I am pregnant. И тоа беше за мене, многу бев среќна. Стварно бев среќна, затоа што добро ги познавам со години и се случи тој момент. А најинтересното беше што кога добив понуда за нова година во Сиднеј, а бев во Америка, од Лос Анџелес требаше да патувам за Сиднеј. И јас патувам во летото за Сиднеј, а мојата пријателка беше веќе при крај, ама јас не најавив дека доаѓам. Ова беше некако така инкогнито. И стигнав са бајлето во 7, а во 7 часот она веќе се породила, а јас стигнувам во Австралија. А не кажа претходно дека јас испраќав икони од Пресвета Богородица. Имав една серија од икони, тие не беа многу скапи, беа лесни за транспорт и можеш лесно да ги испакуваш убаво и за да ги испратиш по авион или по некои луѓе така што одат патуваат. И испратив една серија и дадов една серија од таа Богородица што имам дома исто. И воедно и она имаше. И после тоа се случи ова што се случи. И стигнувам са бајлето и се јавувам за едно 2-3 сати ја барам. Ма не ми се јавува. Никако не се јавува. Не верувам дека не може да се јави, а во бројот од Сиднеј се јавувам. И во еден момент се јавува она и вика Јуле, ти да не се породи? Онака прво што ми беше мислењето, да, вика, јас се породив се бајле во 7. Вау. Јас викам, гледај. И јас стигнувам во 7, она се пораѓа во 7. И добро, тоа помина и сега заврши во Сиднеј, беше супер, одлично. И одам во Мелбурн. Сакам да се видам, сакам бебето да го видам, Марко да го видам. Пошто веќе беше означен како име. И она си доаѓа дома, ама јас отидов на друго место, не отидов кај нив, бидејќи са после пораѓа од да си има комоција, жената да не се оптеретува, сепак е голем чин и голем момент, прво доживување. И јас се договорив, незиниот сопруг има оркестар, Медена, група Медена, во Мелбурн.
да негде пееме во некој локал, чисто онака да го обележиме моментот. И пеам јас вечерта, со колегите, гости имаш некој таму. И влегува она, Јулија, и јас вака, јас само што ја видов, а ја претходно ја пеев Зошто си ме мајко родила. И како што ја пеев песнава Зошто си ме мајко родила и започнувам, она доаѓа, седнува, така целата узбуркана, и ја почнувам да пеам. Блага мајка, син си родила, верно ли бе израдувала. Фала тебе, Богородице, што ни дари рожба од срце. Така ја најавив Јулија кога влезе и она седна и почна да плаче, па почна да ме снимаше. Значи ме сними. Ете таа беше инспиративна песна која мене ми дојде во тој момент кој ќе почувствуваш во атмосферата дека всушност оние чувства и она што си сакал и што посакуваш некому да се случи и она веќе што се случило. И така ја снимев таа песна. Дали никогаш би било скршено срцето? Јас имам и таква песна. Па тоа чекам да слушнам нешто. Јас немам Скршено песни, срце ама не се Скршено лекува. срце, значи Скршено тие се срце. химните за Валентин и Трифон. Скршено срце Не и се пијана лекува. љубов. Пијана од љубов. Пијана од љубов. Чекај, има уште. Има уште? Љубовта нема граница. Љубовта нема граници. Па нема Сите граници. треба плейлиста да направат сега додека го правиме муабете што не слушаат, плейлиста Да, за ќе вечерва. Да, ќе се потрудам Ќе јас. прочитаме од коментарите кој има најмногу, Да. ќе ја посветиме. Па има повеќе песни секако. Публиката Ја што ќе гласам за изгласа. пијана од љубов. Ќе кажеме, Пијана. јас се уште гласам за многу љубови, па сега. Па да, видиш така многу, вика, ето јас е, во леле. живот имав многу љубови. Да. И после кажува како тебе жена знај не постои, значи се скраси Така е, човекот. да. Да, интересни теми се. Види, јас сакам така љубовни теми. Ама реков не, сакам повесели. Да, идеме на повесел. Па и на сите ни треба повесело. Па да. Што отиде човек Реков да слуша имам музика. една како принц од бајките. Како принцип. Принцеза. Да ти бидам, принцо мој. Нели секоја жена сонува, да кажеме, сонува, машта да ја дојде принцот Да. по незиниот живот. Се Се поистоветува затоа што кој ќе се каже принц е принц. Изгледа од држањето, почитувањето, љубовта меѓу принцезата и принцот. Тоа многу сме гледале филмови, тоа постоеле. И Дизни. И тие се стануваат некако како реална слика за нас. Така и јас го ја напишав таа песна. Ама пази, како принц од бајките, на бела конја дојде ми. Љубовна песна запеј ми, Тивко во сонот влези ми. Значи во сонот. Се најжив. Многу убава тема е. Да. Всушност е нешто како сон. Ти се обраќаш и ти во сонот дојди ми. Да. Ајде, принцу мој, качи ме на белиот коњ. Да ти носи ме во дворецот твој, да ти шетам по дворови, да ме служат слугинки. Нешто така. Супер. Сум баш По интересен принцеза текст. да ти бидам, принцу мој. Во бајките носи ме на белиот коњ. А крајот е многу интересен. Врати ме, не, во рефренот е, крајот е
врати ме во мојот сон. И пак да ме врати во мојот сон. Многу интересна е и таа може да ја пуштиме за забавата што треба да се случи. Ќе повикаме во коментар гледачите да си пишат која од овие песни сака да ја слушат и ќе ги спомнеме. Да. И ќе испееме некој Да, од да. изборот. Значи изборот е Голем. ваш. Изборот е ваш, Ваш. да. Добро, ние ќе презентираме она се што е во име на љубовта. Да. Виното само ќе оди uz тоа. Да. Имам јас една песна Мажот и ракијата, жената и виното. Многу интересна е таа, малку е духовита. И таа ќе ја пуштиме. Да. Бидејќи се спомнува и виното и ракијата. Во рефренот е и како жената се однесува со виното, а како мажот со ракијата. Да. Жената и виното одат заедно. Мажот и ракијата нога под нога. А жената и виното одат под рака. Да. Така тоа нешто. што Кој го сватил, го го сватил. сватил, да. Не, многу е интересна. Ведра песна. Па и денот ќе Да, биде таков, да, треба и да, нешто да. ведро, нема да тажиме само. Не па А добро, некако сега му се тажи, љубовните нека си потажи. Да. има круна на Има рамо за имам плачење, круна на има. љубовта. Да не заборам со Ѓоко Јович што имам снимено дует. Многу убава. Круна на љубовта е песна оние моменти кога нели се случи кога беше за Нова година, Да. кога ја побара девојката за жена. Да. Имавме запросување тука, да. Грешка може би направив, требаше да ја кажам на Тина да ја пушти песната. Оти песната е таква каква што јас сум ја замислила. Со Ѓоко ја имаме снимено таа песна, подај рака, љубена, прстен да ти подарам. Клечу ми на колена, за жена да те запросам. Многу е убава. Значи, еве и таа може. Значи, не мора да значи дека тоа треба, може и да се случи, не се знае. Еве може да Никогаш. повикаме Да некои повикаме храбри момци Па што да, сакаат некој таков чекор да направат да ни се придружат. види, интересен На е тој, 14. да речем, некој модерен начин на побарување на љубовта, да ја побара за брак, Да. за животен сопатник. Тоа е многу символично и многу атрактивно и поготово може да кажа милиони има различни начини на кои до сега се случувале нештата. Што е убав момент. Од сето тоа најважно е што понатаму. Да. Го сакаат тој момент, ама после, Главното. што е многу битно, Да. реализацијата Тоа во што не е животот, на Инстаграм објавено е после. да. Убави се, да, навистина убави. И свадбите исто, кога величенствено сакаат да ги доживеат. И имам исто и за свадба. Песна која не ми е снимена со онака целосно, само со хармониче имам на YouTube. И таа е многу интересна. Шампајнско за влюбените. И таа е многу добра. Тоа е стварно многу убава. Пролета на цвеќето, летото на морето, есента на виното, а зимата не ја спомнувам. А не, Си ја прескокнал. есента на виното, а јас твоја најмило. И нека пукне и нека се разлее шампајнското на љубовта за младенците. Значи, така сум размислувала за тие такви погодности. Имам на некои што сакам официјално
да ја снимам, а инаку е за почеток. Всушност кога шампањот го отварат. Да. За отворење. Значи, Да. пролет цветна заедно, лето, како беше лето, море широко, есен вино црвено. Ете Ете ни го толку. виното пак. Да, Да. пак виното. Нема Па, бегање. нема, дефинитивно. И тие така некои мотивирани песни кои се нема кај што нема да се слушаат. Да. И тоа го применуваш и сакам да го применувам затоа што ми значи. Убаво е кога некој ќе изненадиш. Претежно повеќето се навикнати со песни веќе што ги слушаат, нели, што им се слушани. Ама убаво е да направиш таква некоја шокантна музичка терапија. Да. Па и тоа е чест. Да, да, Некој- еве специјално за вас. Гестот е многу да. убав. Да. И тоа во одреден момент кога им е навистина важно и битно да биде тоа реализирано, искреирано на некој начин. И јас имам уште едно прашање, може? Повелете. За магија, песната. Сакам да... Не знам дали има некоја позадинска приказна, дали има некоја инспирација. Па и магија е песна од бајките. Да, ја па живеам затоа- во бајките. Да, Може и би јас живеам. Да, Заедно живееме во бајки. ви да, интересно. Јас сакам такви мотивирана сум од може би во тоа време нешто се бајките, во она време кога се живеело така. Да, да. Бајките се измислени на основу на тоа живење во тие времиња. Да, сигурно. Кога живееле Сигурно, во пошто замоци. Се е производ на инспирација на Да. моменталните случувања на тоа што се случува пред уметникот, тоест уметникот што ствара нешто, тоа што го Да. гледа исто како и твоите песни се инспирација. Значи, магија е направена во едно време кога го работев материјалот, тоа беше магија. Во вториот мој проект, мислам дека со Стамбул град беше. Стамбул град магија. Музиката беше направена како и што е направена од Цуле, он беше гитаристот од Кода. А текстот го напишав јас. Магија? Да. Значи, неговата музика беше така направена да така не размислував додека го пишав текстот. Некој треба да дојде да ми донесе некој абер, некој поштарот, како поштарот не е поштарот. Кога ти кажеш поштар е поштар, не е магично тоа. Да, Тоа треба да магично да звучи. да. Има проблем околу тоа во рефренот дали да биде магија и магија. Нели магионичарите прават такви некои магепсни трикови. Така да го ставив тоа во таа категорија. Не во она другата, онда другата страна. Добро, сите ние во одредени моменти кој е нешто убаво викаме леле магепсно, Или магично. магично. Знаеш, така ние сме навикнати да се воодушевуваме што како нереално, како нешто Како од некаде ние да. Магде на ромскиот бал сега. Да. Магично ни беше. Да, точно само така, ни па играше да. телото. Да, значи па тоа е тоа уствари. Мене за тоа всушност многу ми се свија песната, нели, во делот текстот и баш добро што се поклопи тоа што ми го кажа, затоа и те прашав позадината дека веруваш у бајки во
затоа што јас најверојатно цел живот нешто сум се замислувала и слично, ама кога ја слушнав песната баш буквално кога кажуваш за градината, за голабите, Да. мојата Дворовите. слика, дворовите, мојата слика, значи во мозокот што ми се направи беше тоа. Дворец, гулаби, широко, да. Да. Па на гради да ти заспијам. И мислам онака скроз Нешто преубава со песна. почетока без крај. Нема Без крај. крај, да, Не без да, крај. да, без Без крај. крај. И магија, мислам, ми е многу сакана песна во секој случај. И на Магде исто. Најсакана. Инспиративна, едноставно има нешто, едно со друго. Најголем успех е за композитор на музика, за аранжман, за треба да биде три во едно. Текст, музика и аранжман и сето тоа да биде како едно. Да има спој. И драго ми е тоа што успеав да го направам. Исто и пијана љубов. Исто тоа. И таа има своја историја, ама таа во некоја следна приказна. Тие што ќе дојдат, може ќе ја Романтична. слушнат. Ќе ја кажеме. Тие што ќе дојдат вечер, може ќе ја слушнат. Не се знае. Во интимен исказ. Да, не е за пред јавност. Дали може полека да привршуваме, бидејќи толку убаво ни иде муаветот, скоро 2 часа зборуваме убаво, но ова екипа и ова место не е за снимање само еднаш, да си ветиме дека по друг Секако. повод повторно ќе снимаме, да им оставиме простор на гледачите во овој ден кога ќе има ултра добра забава во Трн во око со нашата гостинка Благица Павловска. Сега, Благица, знаеш како викат Resident of the Place. Ти кажа самата дека сакаш со едно место Да, и се јас го сакам, поврзуваш со да. едно место. Можеби што е чувството дека си како во домот свој, дека асоциацијата е на куќа и тоа ме Многу прави... е пријатно. И тоа ме прави некако срекна. Сум ја исто љубител на мојот дом. Така да си го сакам домот. Си го сакам некако таму се чувствувам најкомотна, а тука ми е налик на тоа и не е многу големо. И што во предност е што колку е помало, толку позближени се енергиите. И луѓето И- све, да. И кога е музика, музика е. И кога е веселба, веселба е. Значи, нема отстапки. Да. Тука се сите од тамо до вамо, тоа исто како... Како од комши да излегуваме Да, од да, врата. како да, Додека излегуваат, пееш ти да, таму на точно. средина. Како ја на прозорете, ој се појавуваат и со чашите наздравуваат. Да, драго ми беше што се дружевме. Јас имам многу идеи, само треба да се реализираат. Јас мислам Да. дека ќе се реализираат. Никогаш овие моменти може да бидат многу поинтересни за некој што во идните генерации ќе има можност да го гледа. Да, сега Затоа што сега има многу помодерни можности да се направи. Приказна, Да. да се раскажува. Можеш да го раскажуваш на многу различни места. На различни начини. На Се различни го возможува начини. и технологијата, Да и не времето, биде, и се. например, на едно место може да се направи промена. Негде да седнеш каде што има убава атмосфера позадина и така натаму, али да го раскажуваш, да ги раскажуваш убавите моменти од својот естраден живот. Јас, поготово, за мене зборам. И општо од животот. И општо она што сме го живеели, што се случува. Да. Да, многу интересно би било, затоа што и сега е интересно. Значи, љубопитни се луѓето, сакаат. И ги сакаат тие реалноста и вистината кога се презентира и кога се кажува од срце. Спонтано. Јас се скокнувам од една тема на друга, па се враќам. Ама и тоа е природно, реално е. Мислам дека
немаме некој редослед. Немаме. Се додека има редослед, по точка 1, по точка 2, не може да биде така. Значи не може. Природно кога е спонтано. И во тоа се губи дражот. Да. Тука кажавме сите ние како дома. Моја другарка ми кажа Магда кој ќе прави попис во Место и мене да ме пише во пописот како инвентар, така што на Да. сите го чувствуваме како дома. Да, мене ми се допадна благодарение на екипата женска. Они се потенцијални виновници за тоа што сум јас тука. Затоа го кажа виновници, него тоа задоволство. Уште кога се го отваравме локалот официјално, нели, јас дојдов покасно малце. Се додека не си легнаа нештата на свое место. Значи, тогаш беше почетна фаза, нели, за тебе и така натаму. Ама јас сега се почувствував, нели, за нова година и ова, почувствував дека тука и припаѓам. А плюс и мојот роден ден го славев. Плюс и мојата слава е славев. Значи има нешто појако од сето тоа, што ми е можеби и судбински предвидено да бидам дел од оваа атмосфера. И воедно ми се допаѓаш како карактер, како личност, како непосредна, не си лоша, не гледам од тебе. И ја гледам, се пронајѓам во тебе, а ти верувам дека може во мене, иако ние сите имаме жути минути, што викаат во нашето секојдневие, тоа нема врска со ова. Значи, мора да има дисбаланс некогаш за да се повратиш и да тоа се тие некои искушенија низ кои поминуваме. И се судруваме со карактерни особини на луѓе, ама во секој случај драго ми е да соработувам така како што соработуваме, лесно. Лесно. Јас сум многу лесна за соработка, не сум искомплицирана. Парите ги заработувавме од многу одамна. И сакам да се надоврзам на тоа дека никогаш нема да бидат доста. Кај нас уметниците, колку и да се заработат, тие многу брзо се трошат. Вложуваш, да, ама тие такви пари што се дадени од срце, и тие од срце ги даваш. Не сваќаш тие и така парите, бидејќи парите се неопходни, потребни се. Јас имам сега ситуации, песни имам, јас пари не сакам, живеам само за тебе. Значи, не е тоа што не сакам, јас неопходни ми се. Не сакаме да сум бидеме роб заљубена на во парите. парите. Значи, тоа е разликата. Не сум заљубена за да ги имам. Поминале многу пари низ нашите раце. Оно што сме посакале, сме купиле, сме потрошиле, сме вложиле во нешто. Јас вложив многу во песните. И тоа, мислам, многу лесно дадени. Ама, па не ми е жал, ако ќе отвориш на YouTube, има доста. Па Евени ги остави. Да. Имам доста песни, што ми е драго што сум вложила во тоа. Ќе има за спомен за сите времиња. И за идни генерации. Додека постои земјата. Да. Ако не, стане вака. Ама тоа не мислам дека сега за сега треба да се случи. Мора ние да си ја завршиме нашата мисија тука на земјата. Да. Ама да, затоа доаѓаат следните генерации кои тие треба нешто да придонесат во нивниот живот, да вршат својата мисија и така, тоа од колено на колено иде. Битно ние ја завршивме емисијата за денес. Да, благодарам многу што многу лесно се договоривме. Да, ова ми беше мене како една лесна дружба.
неофицијална. Да. За мене ова не е Многу официјална. Со мојата приказна, со мојата но историја сепак на некој ми момент. беше многу чест. Брзо се договоривме, дојдовме Одлично. тука кога славевте слава. Се наздравивме се договоривме, што Да. те покаже уште една работа, колку си професионална во твојата работа, што веднаш човек може лесно да се договори, што не е случај со многу јавни Види. фаци во Македонија. Професионализам е професионализам. Така? Да, точно така. Јас сум многу сега интересна, ќе излезам негде и сум во некоја, излезам од дома, исто како на сцената да сум. И одма се менувам. Ми се менува светот. А кога сум дома, сум дома. Сум сосема поинаква. Тука сум едноставната, каде што немам размислување дали вака ќе седам, Не се дали калкулира. како сакам седам, како сакам легнувам. И така да тоа е сосема нешто друго, ама вака кога ќе излезам многу лесно човек да ме убеди за нешто. Да се договорам. Мојата неограничена љубов што си ја носам во себе кога ќе излезам од дома, ми го дозволува тоа. Ама тоа не значи дека не можеме да продолжиме. Ќе има момент, Ке има, Да. секако. рековме. Да наздравиме Да. Ајде, и да им кажеме нека на... е честит празникот. Нека е честит празникот. Многу години. Нека нека им се умножат лозите, виновите лози, да има грозие за повеќе вино и ракија. Берекет. Да има Берекет. берекет. Тоа е многу битно. Берекет во секој поглед. И на Кој што нас, си и на посакува вас, на душата. кој на што му треба. Така. На кој што му треба. Да му се умножи она што. Трпезите да се умножат, да нема глад, да има храна во изобилство. Да. Тоа е На здравје. најважно. На здравје. Здраве.